Убаво неделно и празнично утро, а ние повторно се дружиме со нови урбани и корисни содржини. Што точно подготвивме оваа недела за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан блок зборуваме на тема аутизам, како да го спречите старењето на специфични регии од вашето тело и лице и како да бидете поуспешни. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан блок. Многу родители во денешно време за жал се почесто се соочуваат со проблемот наречен аутизам кај своите деца. На оваа тема разговаравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Бројот на деца со дијагноза на аутизам постојано се зголемува. Во буквален превод тоа би значило дека детето не постигнало никаква социјална интеракција или се повлекло во себе пред да настане било каква социјална интеракција. Аутизмот всушност е невробиолошко развојно нарушување, кое најчесто се покажува во првите 3 години од животот. Ова нарушување се јавува во периодот кога всушност детето станува свесно за себе и за неговата околина. На оваа тема ние денес зборуваме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Живееме во време каде што бројот на деца кои што имаат проблем со говор, комуникација, однесување, меѓутоа не само проблем со говор, одложен говор и пролонгирање на говорот или доцнење малку на говор и развој е нешто друго. Аутизмот е малку посериозно нарушување и како што гледаме влие на цело семејство, влие на децата околу него, влие на родителите. Целиот квалитет на живот на семејството, на тоа како тоа семејство, како тоа дете е прифатено во неговата средина, па и во семејството кога треба да ги прифатат моментите дека имаат нешто различно од она што се очекува нели со раѓањето на еден нов член во семејството и спремноста на родителот да ја прифати различноста на членот и да го тоа отвори како тема во семејството и да се направи се што е возможно. Аутизмот не е дека нешто сериозно недостасува на детето. Ние овде кога правиме дијагностика точно гледаме. Тоа дете може да има многу добра интелигенција, може да има феноменална меморија, да има страшни способности, а да не може да се изрази, да не зборува. Може да има нервоза, нетрпение, нетолеранција, а тоа да биде причина кандида во цревата. Ме сваќат. Сепак не можеме, според тоа што го гледаме кај децата, не можеме да донесеме заклучок за нив дека тие се однесуваат лошо, непредвидено, дека се агресивни, дека викаат, дека го пореметуваат мирот некаде во средината, затоа што тоа не е хумано да го правиме. Тоа дете има свој дух, свое размислување, има емпатија, има чувства, има своја емоција, своја реакција на работите, ги прави работите со причина. Тоа е исто така човек како и секој од нас. Како што кај некои луѓе се јавува проблем да има алергија или отстапка, да има гастрит, кај нив, заради X околности, тој проблем се одразува на нервниот систем. И не смееме ниту да реагираме, со со прекор, со резерва, со дистанца према тие луѓе и према тие деца, затоа што апсолутно тоа не е човечки. Тие деца се такви затоа што живееме во тоа наше општество, кое што ние го креираме. Тоа треба да не направи посвесни зошто се повеќе се раѓаат такви деца. И треба да ги елиминираме сите причини зошто доаѓа до таков проблем кај нашите деца. Тоа се наши деца, тоа се генерации кои што родителите може да имаат 30, 40, 50 години, немаат 150 години. Тоа се овие генерации. Ако претходно биле едно дете во 10.000 со аутизам, и во Америка читаме статистика, излезе и Трамп со одредени негови ставови. Ако било претходно 1 на 10.000, сега е многу повеќе, сега е 1 на 30 деца. Мој совет е за сите понатаму што планираат деца да бидат многу попредпазливи во однос на се. Значи веќе има студии во Италија што се правени што докажуваат дека можеби и самиот парацетамол во текот на бременоста може да предизвика проблем со нервниот систем. А нели парацетамолот е единствен препарат кој што е дозволен во текот на бременоста. Ама според мене
додека е девојката бремена, најдобро е да не прима никакви хемиски супстанции. Така нема да направи никаква штета. Последиците се гледаат после 10, 20 или 30 години. Тогаш ќе излезе како статистика. И не е само тоа. Во суштина треба да ги заштитиме децава од токсични супстанции, оптеретување на нервен систем, на имун систем, на црева, на се. Тоа значи, се што прави некаков проблем треба да се елиминира, за да избегнеме нешто такво. Можно и електромагнетните влијанија да го предизвикуваат тоа. Пред 20 години сме биле општество што немало толку компјутери, имало 5 компјутери во една зграда. Сега веќе живееме со телефонот до нас, со антени, со компјутери, со Starlink, со што не. Сите овие причини се едно кога ќе праша некој нели што го предизвикува тоа. Меѓутоа, кога веќе ќе дојде проблемот, мораме да најдеме и начин како да го решаваме. Во основа треба да ја прифатиме таа различност и да видиме како е најдобро да живееме со сето таа околу нас. Тука е таа човечка емпатија, типична за нашата нели раса воопшто, да живееме со сите тие промени и да бидеме отворени, а не да осудуваме. И видете сега, тие деца се сега деца, најголемиот страф на тие родители, ако детето не успеат да го извлечат од таа состојба, најголемиот страф е кој ќе ги чува. Значи, ова станува општествен проблем. Значи, не само самата држава, цивилизацијата треба да најде начин како да направи да тие деца имаат здрав нервен систем. Фокусот треба да биде да ги регенерираат, да ги оспособат да живеат здрави, самостојни, среќни. Зашто инаку во една Македонија има можеби 20.000 деца. Инаку за 10 години 20 треба да се направи не град, не институт, туку треба град реално. Цел систем за да може со медицински персонал, со луѓе што ќе се грижат за нив, за да може тие деца да живеат нормално и да си ги обавуваат своите потреби. Наместо да одиме на тоа што ќе се случи после 20 години или 30, ние треба да мислиме што сега. Додека се уште помали, треба целиот труд да се вложи да тие деца имаат здрав нервен систем. Да може да зборуваат, да се смирени, да комуницираат, да се способни за живот. На нас не е посебна, да кажам, тема и посебно болна тема е кога ќе дојде некое дете кое што не е добро, реално. И многу повеќе обрнуваме внимание на нив затоа што децата се иднината, и нашата иднина, и на цивилизацијата, и на општеството. Има можност да се помогне, не велам дека тоа функционира 100% кај сите деца. Затоа треба и да се посвети повеќе и труд, и финанси од сите страни, за да може да се постигне повеќе. Децата треба да имаат регенериран нервен систем, тоа го правиме кај нас, треба да се смири нервниот систем, треба да се смират стрес хормоните, да се регулира спиењето, да се направи регенерација на центарот за говор. Така ќе спасиме многу луѓе, всушност. Максимумот од секое дете, затоа што секое дете е различно. Покажува различности во она што се го гледаме тука. Но секоја диагностика е различна, секое дете баш е различно. Што кажува доктор Ана, апсолутно нема две исти деца. Па и нема двајца исти луѓе. Старењето е дел од секојдневието на секој од нас. А кои делови најпрви стареат и како да се борите против тоа, дознавате во следните неколку минути. Грижата за себе не е само тренд на модерното време, туку и норма. Домашната нега, козметичките третмани, па дури и пластичната хирургија станаат дел од секојдневниот живот. Сепак, повеќето луѓе се фокусираат на видливите делови од телото, лицето и фигурата, што се покажува на плажа, додека често ги занемаруваат областите кои непогрешливо ја откриваат возраста. Еве кои делови на телото прво стареат. Вратот и деколтето. Ниту една дама, дури ни оние со сите ресурси на светот, не можеа целосно да ги победат времињата, кога се во прашање вратот и деколтето. Моника Белучи и Камерон Диас се примери за тоа. Иако се икони на убавината, токму овие регии ја откриваат нивната возраст. Се што е поврзано со вратот и деколтето е полесно да се спречи отколку подоцна да се подмлади и да се врати во првобитната состојба. Хируршките методи можат да го поправат само предалот на адамовото јаболко, додека долниот дел на вратот и деколтето остануваат предизвик. За оние кои сакаат да ги отстранат опуштените хоризонтални брчки,
изразените вертикални линии или двојната брада. Модерната естетска хирургија нуди платимопластика, процедура во која мускулите на вратот се затегнуваат и се спојуваат. Постојат различни видови на оваа операција, но сите варијанти ги решаваат само проблемите на горниот дел од вратот. Започнете да се грижите за вратот и деколтето, пред да се појави потреба од естетски зафати. Во овие регии има многу малку подкожно масно ткиво, а поради постојаното движење и изложување на сонце, процесот на старење е побрз. Неопходна е заштита од ултравиолетови зраци. Задолжителни се капите и креми со заштитен фактор, како и кремите за секојдневно чистење, навлажнување и негување на кожата. По 30-та година, кожата на вратот треба дополнително да се негува со третмани како што се биоревитализација, плазмолифтинг и ласерски третмани, кои го поттикнуваат обновувањето на ткивото. Липолифтингот може да биде користен, но во умерени количини. А стареат и дланките. Рацете ја покажуваат староста исто како и брчките на лицето или вратот. Дури и Сара Джесика Паркер, која вообичаено изгледа безпрекорно, не може да ја сокрие возраста кога незините раце ќе дојдат пред камерите. Кожата на рацете е една од најекспонираните, постојано во движење, подложни на UV зраци и агресивни хемикали од сапуните и производите за чистење. Сите овие фактори со текот на времето доведуваат до губење на еластичноста и појава на темни дамки. Правилата за превенција се исти како и за останатиот дел од кожата: хидратација, исхрана, пилинг и масажа. Кога класичната нега повеќе не дава резултати, време е за дерматолошки третмани како PRP терапија, ласерско подмладување и хемиски пилинг. Во случај на изразено губење на волумен, липофилирање на рацете може да даде одлични резултати. Со вбризгување на сопственото масно ткиво се постигнува по природен изглед. Исто така, третманите за осветлување на пигментацијата може да ги елиминира темните дамки. Првите делови од телото кои стареат се и колената. Иако Дженифер Анистон, Кортни Кокс и Кетрин Зета-Джонс никогаш немале проблем со вишок од килограми и се грижат за својот изглед, нивните колена покажуваат дека некои процеси на старење едноставно не се под наша контрола. Колената се предмет на тешки оптоварувања и постојани движења, поради што кожата се протега и олабавува. Во текот на времето, таа почнува да се збрчкува и да формира видливи набори. Доколку проблемот е во самата кожа, можни се одредени корекции, но хируршките третмани за подмладување на коленото се уште не се вообичаена практика. Превенцијата е клучна. Ако сакате кожата на вашите колена да остане цврста и мазна, користете креми кои долгорочно го стимулираат производството на колаген. Третманите со овошни киселини можат да ја подобрат текстурата на кожата, додека лесниот хемиски пилинг ќе ја направи мека и кадифена. Сепак важно е да се напомене дека губењето на мускулите често доведува до опуштена кожа на колената, така што вежбите за сила и тонирање на мускулите се неопходни за одржување на затегнат изглед. Додека повеќето од нас внимателно се грижат за лицето и телото, деловите од телото како што се вратот, лицето и колената често се забораваат. И тие се оние кои прво ја покажуваат нашата возраст. Соодветна нега, хидратација, заштита од UV и насочени козметички третмани можат значително да ги забават овие процеси. Сепак, најважно е да започнете на време, затоа што е полесно да се спречи старењето, отколку да се брише подоцна. Во природата на човекот е да сака да биде успешен на секое поле, како на приватно, така и на професионално. Затоа во следните неколку минути ние ви откриваме како да го подобрите сето тоа. Ако сакате да бидете поуспешни, променете ги вашите животни навики и начинот на размислување. Тоа им помага на многумина да напредуваат во животот на сите полиња. Што подразбирате под успех? Дали е тоа богатство, слава, постојани патувања? Дали е тоа да се живее животот во потполност, да се будите со насмевка на лицето, да бидете оптимист повеќето денови и да бидете задоволни од тоа како се одвиваат работите? Иако нашите специфични идеи за тоа како изгледа успехот може да се разликуваат, добрата вест е дека чекорите што ги превземаме за да стигнеме таму се слични по природа. Личниот развој е универзален, но специфичен, што значи дека можете да ги апсорбирате сите општи совети и потоа да ги трансформирате во нешто што функционира за вас. Дајте приоритет на хобито и работите кои ве прават среќни. Ако постојано сте окупирани со работа и список на обврски, бидејќи мислите дека само максимална вклученост ќе ве доведе до успех, не е така. Потребно ви е нешто што ќе ви ја исполни душата и ќе ги активира вашите заспани креативни потенцијали.
Секој ден треба да го посветувате вашето време на она што го сакате. Тоа може да биде одење во теретана, јога, возење велосипед, пливање, танцување, трчање, медитација, пишување дневник, запишување на вашите сонништа. Вие најдобро знаете што ја враќа на смевката на вашето лице, а во исто време ќе ви даде и енергија за работа. Следете го вашиот биоритам. Може би веќе сте читале книги како Разбуди се во 5, кои ти кажуваат колку можеш да направиш ако станеш ранобудник. Овој совет може да биде корисен, но само до одреден степен. Еве зошто. Сите нивоа на енергија се различни. Ако ви е тешко да станете рано, но навистина се чувствувате неверојатно кога сте во навика, раните утра можеби ќе бидат најдобро време за да работите на вашите активности и страстни проекти. Научете како да ги доведете во состојба на проток. Ако сакате да бидете поуспешни, очигледно треба да работите напорно за вашите цели. А најдобриот начин да го направите тоа е да се чувствувате како воопшто да не работите. Значи, што е состојба на проток? Според истражувањата, тоа е состојба на умот кога сте толку ангажирани во некоја задача што не чувствувате речиси никакво автореферентно размислување. Времето лета супер брзо и добивате до некаде тунелен вид. Се што можете да направите е да се фокусирате на работата што ја имате и се чувствувате неверојатно. Се чини дека нема ништо друго што би сакале да го правите. Вие сте во свој елемент, напредувате и живи сте. Вклучете позитивни афирмации во вашата рутина. Дали знаевте дека можете да ги промените врските помеѓу нервните батишта во вашиот мозок врз основа на она што го мислите и доживувате? Овој феномен се нарекува невропластичност, а тоа значи дека повторувањето на истите фрази одново и одново може буквално да го трансформира начинот на кој размислувате. Науката го подкрепува. Се покажа дека позитивните афирмации играат витална улога во системот на награди, во однос на идната ориентација. Запишете барем една добра работа што се случила денес. Сакате да го знаете начинот број 1 за да станете успешни во животот? Бидете задоволни од она што веќе го имате. И не, тоа не значи дека никогаш не треба да целите повисоко. Всушност, благодарноста го прави токму спротивното. Кога ќе станете свесни за целото изобилство во вашиот живот и ќе чувствувате благодарност за тоа, поголема е веројатноста да ја привлечете истата енергија и да напредувате во сите области. На крајот на краиштата, успехот доаѓа од внатре. Можете да ги имате сите пари на светот, но каква е користа ако не можете да бидете вистински среќни? И бидејќи благодарноста е поврзана со зголемени нивоа на благосостојба, време е да направите сметка за сето добро во вашиот живот. Секој ден пишувајте по една добра работа што ви се случила. Моментот кога ќе почнете да ги забележувате добрите работи во животот е моментот кога вашиот ум почнува да ги бира и да ги умножува. Обединетата република Танзанија е земја на источниот брег на Африка. Се граничи со Кенија и Уганда на север, Руанда, Бурунди и Конго на запад, Замбија, Малави и Мозамбик на југ и Индискиот океан на исток. Именувана е по Тангањика и островот Занзибар. Главен град на Танзанија е Додома, а најголем град е Дар ес Салам, кој претходно бил главен град. Танзанија е првокласна дестинација за сафари искуства, благодарение на разновидниот животински свет, но и нереалните пейзажи кои го вклучуваат највисокиот врв на Африка, планината Килиманџаро. Овде можете да истражите 7 места на светското наследство на УНЕСКО, над 40 национални паркови и природни резервати. Танзанија е земја со сирова природна убавина, гостопримливи домаќини и неверојатни искуства кои ве очекуваат на секој чекор. Врвот на туристичката сезона во Танзанија е во сушниот период, од јуни до октомври, но и во јануари и февруари. Сезоната на дождовите трае во текот на март, април и мај, кога се вообичаени силни попладневни врнежи. Дождот е исто така вообичаен во ноември и декември, но многу поинтензивен отколку за време на главната сезона на дождови. Во секој случај, сезоната исто така многу влијае на цената на вашиот одмор во Танзанија. Повеќето туристи доаѓаат во Танзанија за да посетат еден од националните паркови, а особено за да бидат сведоци на големата миграција на животните во Серенгети. Важно е да се каже дека ова не е сезонски настан и дека миграцијата се одвива во текот на целата година и дека правците на движење на животните се предвидливи. Затоа туристите можат да го искусат овој феномен во текот на целата година. Тие само го посетуваат најдобрите дестинации за гледање на животни во одреден месец.
Националниот парк Серенгети е несомнено омилената дестинација за сафари во Африка. Но Танзанија има многу повеќе национални паркови и резервати за дивеч кои можат да обезбедат авантуристичко искуство. Резерватот за дивеч Селоус е познат по зачуваните големи стада слонови кои можат да се видат таму. Националниот парк Гомбе Стрим стана популарен кога познатиот научник Джейн Гудал го истражуваше животот на шимпанзата таму. Глетката на врвовите покриени со снег на највисоката планина во Африка го одзема здивот. Килиманџаро е од вулканско потекло и се состои од 3 вулкани – Шира, Мавензи и Кибо, односно Ухуру. Се наоѓа на североисточниот дел на Танзанија на границата со Кенија. Покрај тоа што е највисокиот врв во Африка, таа е највисоката самостојна планина на светот. Националниот парк Килиманџаро зафаќа површина од 753 километри квадратни и е на листата на светското наследство на УНЕСКО, поради бројните уникатни и загрозени растителни и животински видови кои живеат таму. Инаку највисокиот врв на Килиманџаро е Ухуру, висок 5895 метри. Тоа е еден од ретките врвови од оваа височина што може да го освојат дури и неискусните планинари, бидејќи иако искачувањето трае неколку дена, не е претерано напорно. Интересно доживување е да се посети најголемата вулканска калдера. Се претпоставува дека настанал со колапс на најголем вулкан пред околу 2,5 милиони години. Ова заштитено подрачје е исто така на списокот на светското наследство на УНЕСКО, а се наоѓа на многу неофицијални листи на 7 чуда на природата. На плодната вулканска земја е формиран уникатен биодиверзитет, а инаку блиската клисура Олдувај е позната како лулка на животот. Таму се пронајдени останките од првите хоминини, стари околу 3,6 милиони години. Второто по големина езеро во светот, по Бајкал во Сибир, сладководното езеро Танганјика, се наоѓа помеѓу 4 земји. Се смета за едно од најважните водни живеалишта на земјата и е резервоар на 8% од снабдувањето на свежа вода на планината. Повеќето туристи го комбинираат својот одмор за да доживеат и сафари и одмор на некои од прекрасните плажи на земјата. Најпопуларните се наоѓаат на островите на архипелагот Занзибар, кој е оддалечен само 60 километри од копното. Екзотичните песочни плажи, коралните гребени и кристалните води на Индискиот океан го прават Занзибар идеално место за одмор. Возењето во теренското возило и наблюдувањето на животните од далечина е дел од стандардното сафари, но има уште неколку интересни опции за запознавање на африканскиот див свет. Авантуристите можат да се одлучат за пешачки тури во одредени паркови, со вооружени и искусни водачи. Ова искуство може да изгледа малку страшно, но дава најавтентично чувство. Па доколку и вие сте од оние личности кои обожаваат авантуристички и возбудливи патувања, тогаш Танзанија е вистинскиот избор за вас. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Урбан Блок, а доколку не пропуштивте, може да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Тимот на Урбан Блок ви честита Великден и имајте убави празнични денови.